Навистина ми е секој пат чест што неговото ингениозно излегување и денес на Телма телевизија ќе биде проследено секако со аплаузи и доста совети. Инаку во свет каде машкото здравје секој пат би рекол и од моето лично обкружување тој самиот ќе потврди некој пат за жал е табу тема каде стравот, срамот и незнаењето некој пат нам мажете не инхибира можеби често да се поиде на уролог и да се превенира околу машкото здравје и претпоставам дека сите ќе имаме прилика еве за тоа и да слушнеме малку повеќе во оваа емисија каде длабоко ќе влеземе во теми за кои што и ретко можеби некој пат се говори околу стигмата, меѓутоа особено околу ракот на простата, еректилната дисфункција, ќе се обидеме за тие хормонски можеби нарушувања, машката неплодност, како и психолошките социјални бариери кои што не оддалечуваат на некој начин и убаво е да го пробиеме тој зид на срамот од оние редовни прегледи, па пред се не самиот уролог, тој секој пат знае да биде нашиот психолог и пријател и партнер во тој случај, кога вистина треба да го срушиме зидот на срамот. Пред официјално да говориме со нашиот доктор Горан Јович и тој и ја заедно со вас, примерно ќе ги слушнеме вашите одговори од спроведената анкета која што направивме низ Скопје, па така што да ги слушнеме вашите одговори на прашањето колку често го посетувате урологот и колку често ги правите овие медицински прегледи. Дали мажите во денешно време се грижат за своето мачко здравје и дали според вас често одат на преглед? Се грижам и тоа како се грижам. И обавезно за простатата одам на 6 месеци контрола. За срцето годишно. Што има веќе 50 метри. Сметате дека младите во денешно време тоа го практикуваат? Не верувам. Која е вашата порака до нив? Мојата порака е уште со раѓање да се контролира здравје. Здравјето е најважно. Со ништо не се исплати. Не се доплати здравје. Се грижам да идам на доктор на контрола, ти правам по потреба. Колку често одите на контрола? Па 2 пати годишно. Сметате дека младите во денешно време се грижат за нивното машко здравје? Па не верувам. Која е вашата порака до нив? Па пораката ми е да идат на контрола во секој случај. Пошто ја идам у државна болница на контрола и таму гледам млади деца за простата, за други работи, така, пожелно би било сега. Да, секако. Колку често одите на прегледи редовно? Редовни, да. Која е вашата со години. Која е вашата порака до младите? Дали често пак тие според вас одат на преглед? Па не би знаел тоа да кажам, меѓутоа колку и да одат, треба повеќе да се грижат за здравјето, не сум сигурен колку внимаваат на тоа. Јас претходно би сакал додека во тие години сум бил да сум бил поредовен на некои прегледи. Сепак здравјето добро е да се зачува однапред, подобро да се спречи отколку да се лечи, нели? И слаба. Која е вашата порака до нив? Да контролираат редовно. И сами да се грижат повеќе отколку здравство, знаете како е, систематски нема. Па можам да зборувам, нели како бајстендер, верувам дека да, бидејќи сепак живееме во нели нормално модерно време каде што сите информации се достапни, сите нели услуги се достапни здравствени, така да верувам дека се паметни и го практикуваат тоа. Јас сум медицински смер на факултет, па сметам дека треба почесто, реално. Ама можда поради тоа што денешната генерација повеќе се срамат или немаат храброст да одат сами, па треба некој поттик или мотивација да се направи за почесто да се посетува. Сигурно. Сметат Поготово ситуација во каква е сега со болести, треба стално да одат по лекари. Не одам на преглед, никогаш не сум бил. Значи не се грижите? Јас сум вегетаријанец, си правам физкултура и не ми треба да идам на прегледи. И не одам, а сум сега ќе почнам 90 години. На 80 години кажи ми како да се грижам. Ви благодарам на одговорите. Некој можеби се изненадувачки за доктор Горан, ама некој често можеби сигурно ги слушате како одговори од и вашето обкружување. Уште еднаш доктор Горан Јович, да. Нашиот познат уролог хирург во утринската на Телма. Мене ми е многу драго што можеме повторно да отвориме тема, апропо да го одбележиме месецот на машкото здравје, макар што често пати знаете и вие во вашите излегувања да кажете да, добро е што месецот ноември на некој начин прави така што универзално ќе кажат brand awareness околу самиот Movember. Меѓутоа убаво е да се посетуваме вака од време на време на Телма
или да споменеме на некои теми кои што ги на некој начин допираат мажите, особено во некоја своја фаза од животот. Добро утро уште еднаш. Председави се заблагодарам на поканата и уште еднаш пофалба за сега и за вашата телевизија, но воедно и за медиумите кои ја поддржуваат оваа кампања на машко здравје месец ноември. Тоа е одличен потсетник за популацијата, машката популација, дека треба барем еднаш годишно да се јави на преглед без икакви симптоми. Без воопшто, значи не мора да чекаме нешто да почне да не боли или да имаме некој друг симптом, за да тоа не потсети да отидеме на преглед, него без икаков симптом и ова. Редно е барем еднаш годишно да се посети уролог. И меѓу другото ќе потсетиме, вистина има некои одговори кои што често ги слушаме во опкружувањето, не одам никако на преглед. Еден интересен податок кој што ми го соопштивте од едно последно интервју кое што го направивме јас и вие, доктор Горан, беше всушност... Тоа е на почеток на ноември месец. На почеток на ноември, точно, да. Така, кога ми рековте, во најголем дел, моите клиенти и пациенти, токму во вашата клиника во Жан Митрев, всушност е дека доаѓаат поради поддршка од сопругите или партнерките во животот, кои што рака под рака ќе ги натераат да појдат на уролог. Точно, па еве сега имавме и пример од анкетата исто така. Една мајка, сопруга која советуваше дека треба да се посети уролог. Така да, па добро и од таа страна, нека бидат и они. Важно да се посети. Да, нека бидат и они еден потсетник. Веројатно се похрабри или порешителни за да го направат тој првиот чекор. Малку кај мажите постои она машко его, јас сум уште добар, се уште сум млад, се држам и така, па немам потреба да посетам уролог. Воедно, добро е и да подсетиме да во систематските прегледи, редовни кои што ги имаме и оние за кои сме обрзани, да имаме, да се вметне и посета на уролог. Овде намерно ќе го истакнам ова и ќе го поттикнам затоа што поготово за младата популација и раното откривање на туморите на тестис. Ајде да кажеме, постарата популација, слушнавме сега од анкетата, да, јас редовно одам на уролог. 2 пати годишно, некој да речеме. Поради простатата, па има проблеми, има симптоми и така, и нешто го натерало да оди да посетува уролог. Но кај помладата популација тоа е комплет избришано и исклучено. Едноставно јас сум млад, немам потреба и така и тука имаме промашувања и закаснувања во диагностицирањето на поготово за туморите на тестиси. Искрено јас ќе ви заблагодарам тоа што ми дадовте отчет, можеби за некој пат не знаеме што и оваа емисија ќе придонесе можеби кај многумина и можеби ќе биде некој аларм кој што ќе биде или ќе придонесе можеби денеска уште веднаш да го закажа својот уролошки преглед. Ми велите, знаете да си водите некаква своја статистика, четврток нели ви е денот за операции, меѓутоа секој ден друг останат, освен вашите патувачки приказни и посета во други клиники, да речеме во Струмица, како што ми кажавте, ви се со пациенти и клиенти. И апропо тие, да речам, статистики кои што се ги водите, од нашето последно интервју кој што го имавме, велите дека тројца се јавиле. Точно. Кај кого веднаш била задолжителна операција. Ова е бројка од 3 пациенти кои се јавиле само кај мене. Поттикнати од кампањата на новембар, од
разговорот кај вас во емисија или од некој друг, да кажеме, Ваш колега исто така. Точно, потикнати да се јават на преглед без ikakов симптом, а каде е откриен туморот на тестис. И тоа говориме за... Ова зборувам за група на пациенти помеѓу 20 и 30 годишна возраст. Значи, немале никаков симптом, не ни наслутиле. Избориме за здрави момци. Носат. Да. Не ни наслутиле дека има нешто во нив. Доаѓаат на редовен преглед, каде е диагностициран. Добро е тоа што одма е рано откриен процес во рана фаза, оперирани и понатаму следи терапија, така да продолжат и понатаму да си живеат нормално во следните нивните животни или предизвици, особено ќе кажам животни онака, со потенцијалот што го имаме сите. Овај моментот каде еден момче, нели ќе биде ваш здраве Боже колега во некој каде вели дека студира медицина, каде што тој самиот потврди дека како да е избришан, елиминиран редовниот уролошки преглед. За разлика кај дамите, кај што тоа е редовно и често, веројатно тука нели податокот дека партнерките се тие или сопругите во животот кои што ќе не поттикнат можеби понатаму да го посетиме и да се создаде таа навика. Може би прочитавте, доктор Горан, за извадив еден податок пред само некој ден. Секоја година, и ова што го зборите само ми го потврдува насловот на темата, секоја година се зголемува бројот на пациенти со рак на простата, не сме да се игнорираат овие превентивни прегледи. Од вкупниот број новорегистрирани пациенти на Универзитетската клиника на радиотерапија и онкологија минатата година, половина, односно 2540 пациенти се од машкиот пол, покажуваат статистички податоци на клиниката, тоа утрово го кажав, најчести малигни заболувања кај машкиот пол е канцер на простата, на дигестивен систем на бели дробови и минатата година велат завршивме со 494 ново регистрирани пациенти со рак на простата. Секоја година вели за 30 до 40% се зголемува бројот на ново регистрирани, конкретно кога стана збор за рак на простата. Да, точно, но и овде и ова е еден показател дека има влијание на кампањата на новембар месец. Значи, зголемена е и бројката на посета кај урологот, а со тоа и рано откривање и рано диагностицирање, конкретно еве сега ако зборуваме за карциномот на простата. Рано откриен и правилно воден понатаму во лекувањето карцином на простата, да кажеме дека е малтене 100% излечива болест. Најважно да се нотира тоа. Да. Пациентите понатаму живеат квалитетно. И тоа морам да го потенцирам. Без никакви симптоми понатаму. Да. Значи, многу е битно тоа да кога имаме рано откривање и правилно воден карцином на простата, пациентите имаат квалитетен живот. Не се врзани за кревет, не се зависни од други лица. И затоа е ова целото. Тука ќе се, извинете, тука ќе се вратам уште не еден, така, за кое сум размислувал, уште не еден податок и околу раното откривање на карциномот на тестиси. Порано, да кажеме, еден по-темелен, систематски преглед кај младите луѓе бил кога оделе во војска. Кога воениот рок бил се уште присутен, задолжителен. И таму имаме еден обемен систематски преглед. А тоа е точно во тие години кога го имаме и појавата на туморите на тестис. И се откривани. Со престанок на
служење на воен рок, престанок на овој тип на систематски прегледи, ние почнавме да ги промашуваме и закасната диагноза. А тоа е само затоа што они касно се јавуваат на преглед. Туморот на тестис во почеток нема нити болка, никакви симптоми, никакви симптоми, нити некој си, да кажеме, деформитет и така. Така да прво нешто кое ќе го поттикне пациентот да се јави на преглед, тоа е обично некоја напипување на некоја тврдина на тестисот. Али добро, и тоа е доволен симптом да го натера да се јави на лекар, а не да седи, да ќути дома и од пусти срам да не дојде на преглед. Затоа велиме дека треба да се скрши тој зид на срам и често пати јас и вам ви споменав дека вие во ист момент сте и психолог, и брат, и пријател, и другар, во тој момент кога нели ке затропа на врата нели новиот пациент. Меѓутоа во Македонија официјална скрининг програма не достига. Тоа е нешто вело дека земјата на кое што треба да се фокусира. Точно. И нема на некој начин, доктор Горан, изградена стратегија од друга страна за превенција на тие малигни заболувања. Препоставам дека тоа ќе се ревидира можеби во иднина? Па би требало и целото ова е уствари целата. Под која причина не знам, да кажем, ајде, еве јас спомнав за конкретно за нашата проблематика и така, спомнав дека во оние обавезни систематски прегледи треба да имаме еден преглед кај уролог. Не е ништо, да кажеме, нити некој поголем трошок за оној кој го пакетот, да речеме. Да, кој го наплаќа пакетот и така, а е добро за и целта на сето ова е раниот скрининг, раното откривање, правилното лекување понатаму. Така да, од друга страна, ако некој има некој мал, минимален трошок, од друга страна, со раното откривање и правилното водење на болеста ја ги намалуваме трошковите понатаму за во лекувањето. Така е. Споменавте вие и во претходното интервју дека практично последнава година сте имале пациенти кои што баш биле млади со појава на рак на простатата. А една друга работа која што ми ја соопштивте... И тумори на тестиси. И тумори на тестиси. И една друга работа која што ми ја соопштивте, всушност дека луѓе, ако во минатото, оние кои што биле вклучени во кожната индустрија, со нафтени деривати и така натаму, односно каде што биле во присуство такво, нели, каде што работеле во таа дејност, најчесто биле индикации. Да, али тоа е индикација за појава на туморите во мочен меур. Во мочниот меур. Да. Може би не е толку и за ракот на простата? Да, повеќето, да кажем, од овие групи кои ги спомнавте, луѓе во нафтена индустрија, луѓе кои се изложени на вдишување на испарливи хемиски материи, што не е случај во Скопје, за жал. Страшни пушачи, исто. Тоа се групи на пациенти кај кои е зголемена бројката на појава на туморот во мочен меур. Да. Сега, туморот во мочен меур, да не кажем, во тек на развивањето, исто и он почнува асимптоматски. Без никаква болка, без никако. Првиот симптом кој обично се појавува и кој ќе го натера пациентот да се јави на преглед, тоа е безболна хематурија, значи појава на крв во урината. Тоа е веќе прв показател. Да, тоа е она кое обично ќе го натера пациентот да се јави на преглед и потоа да се дојде до таа диагноза. Исто така и тука морам да напомнам раниот скрининг, раното откривање
на туморите во мочен меур, исто така е лекувањето успешно, затоа што болеста е откриена и понатаму се следи. Доколку дојде до пробив на туморот низ сузница, во мускулатурата и понатаму, тогаш имаме пациентите мора да се подвргнат на една многу поголема интервенција, каде што практично, да не кажем, остануваат инвалиди, бидејќи се вади целиот мочен меур, потоа деривацијата на урина оди се прави нов мочен меур или деривацијата на урина оди во кеса надвор. Тога, али веќе зборуваме за еден вид на инвалидитет кај оваа група на лечени пациенти. Друго е кога имаме рано откривање на туморите во мочниот меур и нивно рано отстранување и потоа следење на болест. Така да не дозволиме да дојдеме до појава на, да кажеме, на пообемни зафати, каде што практично пациентите ни се еден вид на инвалиди. Именно сакав да прашам и околу болка во тестиси, крв, урина, како што кажате, веројатно тука стана збор веќе и за посериозни, нели, можеби заболувања кои што веќе алармира дека неопходна е интервенција. Сега од оваа година, со оглед на овие податоци кои што ги кажав дека има речиси 500 ново регистрирани пациенти, не мора нели да се тоа се нели пациенти со ракот на простата генерално. Колку интервенции вие имавте годинава? Барем со отприлика заклучно оваа 2025 која што ја завршуваме. Па да кажеме, каде што токму преку оваа редовна уролошка анализа и преглед се постава зголемување тумор маркер или некаква инфекција и слично. Па да кажеме, од оваа година некаде ќе завршиме некаде околу преку 220 оперативни зафати, од кои сега нормално дека не се само карциноми, не се само тумори, тука имаме и решавање на бенигната хиперплазија на простата, тука имаме решавање на калкулозата во бубрек, во мочните канали, во мочен меур и друг тип на уролошки заболувања. Колку, доктор Горан, Македонија, ќе кажам под наводници, е плодна за машката неплодност и колку од машката популација кај нас се појавуваат со еректилната дисфункција? Кое што знае да биде... Одлично, да, одлично прашање, затоа што и пазите што се случува. Мојот брачен пар нема деца и секогаш прво на преглед оди жената. Според мене би требало да стартуваат и двајцата исто време. Доволно е кај мажот да се направи спермограм. Или и претходно во еден општ преглед треба да се советува да се направи еден спермограм. Тоа не е ништо нити инвазивно, нити страшно, нити така едноставно. Рутински преглед. Рутински преглед, но пазите, секогаш мажите бегаат од тоа. Не сум јас кривецот, кривецот е партнерката. Апропо на што го споменавте, го припишуваме на машкото его кое што често пати се појавува. Прилика така, да. Еве спомнавме околу ерективната дисфункција. Ерективната дисфункција прво доаѓа на преглед и ретко кога може да признае дека го има тоа кај него и дека го има како симптом. Но ерективната дисфункција во, да кажеме, во 90% од случаевите е психолошка. Да. Али другите 10% е симптом за други заболувања. Симптом за еден латентен диабет,
новооткриен диабет. Значи, преку еректилната дисфункција сум открил X пациенти со други заболувања, инфекции. Со диабет. X пациенти кои веќе имаат почетна коронарна болест. Па имаме доле запушување на крвотокот во мала карлица, но секогаш на ова треба да се оди и понатаму да се потикне за почетоците на коронарната болест. И преку еректилната дисфункција имаме откриено X пациенти кои имаат коронарно заболување и кои понатаму завршиле и со стентови, и байпаси, и така натаму. Има доста, да речеме, кај нас пациенти на кои што во едно своје наше интервју вие велите дека кога се случува од психолошка побуда, да речеме, еректилната дисфункција, која што е срам за машкото его и генерално за мажот да биде особено добро да менаџира со интимните односи со својата партнерка, а некој пат се случува поради стрес, губење на работа, губење на личност блиска во животот, така натаму да се случи психолошки веќе тој пат и тука веќе да не може да биде, да речеме, вистински маж, што се вели. И тука се погодува тоа машко его. Меѓутоа, една интересна ситуација која што исто така би сакал да ја споделите, дека најчесто при првото рушење на срамот на зидот со вас во разговор на едно само еден уролошки преглед, кога ќе им го поставите прашањето, веројатно се руши тој срам на зидот. Тука се руши бариерата, точно. И велите дека од тоа едно прашање и таа, да речеме, анкета која што ќе направите и прашалник со пациентот, дека завршуваат по таа проблемите. Точно е тоа. Тука затоа што човек се отвора, скршена е бариерата и едноставно доволно е и да му се објасни на пациентот зошто тоа му се случило. Па може во почеток за да ја сруши таа бариера, да го сруши она подпрашање. Мене ова ми се случуваше последниве 2 месеца, дали ќе ми се случува и понатаму во животот. Тоа она подпрашање кое стои стално виси позади некаде, со поттик, некои стимуланси и така, едноставно пациентот заборава на проблемите кои ги имал претходно и понатаму продолжува нормално да живее. Значи е битно, доволно е некојаш само еден разговор за да се сруши таа бариера и да се прекине ванецот. Колкав проблем представува импотенцијата кај младата популација? Дали се среќавате со такви пациенти? Па видите, се поголем и поголем е бројот. Веројатно е и до начинот на живење, најверојатно е тоа. Сите овие случувања кои ги имаме околу нас, оној притисок, тоа бреме кое го носиме сите со нас, и се одразува на овој начин. Сега тука е поттикнато веќе еднаш ако се случило, понатаму тоа трае и тече. Тука треба да се прекине ванецот, да се делува, затоа што, пазите, овој тип на пациенти и во другите делови, во другите сегменти од животот прекинуваат да функционираат нормално. Понапнати се, не се им паѓа концентрацијата и на работно место, завлегуваат во некоја почетна депресија и така. И сега со целото ова прекинување се подобруваат и другите. Да, точно. Дали во второто полувреме од животот, доктор Горан, кога се случува тој middle age crisis или средновековната криза кај мажот, хормоните паѓаат, тестостеронот и така натаму, и што друго доаѓа како елементи. Меѓутоа, продолжување на векот на овие работи претпоставам дека се случува кога ја намалуваме гојазноста, стресот и така натаму. Кои би биле неколку поточки кои што секој пат ги советувате за лицата по 45-та година, односно во 5-та деценија, кога најчесто се случуваат? Па да, тоа е точно. Мислам, секој затоа и се советува да движењето, водење на здрав живот, намален внос на токсини,
прекин со пушење, редовно доаѓање и посета на уролог, но воопшто и на лекар, па една комплетна биохемиска анализа, па да се види тука, да кажеме, покачани шеќери во крв, па имаме масноти и така. Сите овие резултати кога ќе се доведат во еден ред со движењето, типот на исхрана, водење малку, обрнување на водење на здрав живот, тогаш ќе го имаме продолжување и намалување на еректилната дисфункција и во ова доба. А тука веќе имаме и доста стимуланси, природни стимуланси, кои пациентот ќе го одржат. А со тоа ќе ја одржат и концентрацијата и на работа, и неговата зголемена и работна способност и така. Затоа што он, поврзувајќи се со ова другото, му се случило неуспех од еректилна дисфункција, вика готово, јас тука завршувам со животот, веќе немам за и така. Така да многу е битно да и ова се и понатаму се продолжи и се прекине овој ланец кој го има во главата. Дефинитивно. Кога говориме за проблем со мокрењето, неконзистентно мокрење, па останување на мокрачата во нас и така натаму, дали тоа може да биде индикација за сериозни инфекции или некои проблеми, да речеме, кои што би биле? Да, видете, овие сите симптоми ги имаме под еден назив дизурија. Кога веќе зборуваме за почетните симптоми, ајде да кажеме за едно бенигна хиперплазија на простата или првичните симптоми за некое простатно заболување, обично имаме намалување на млазот, намалување на притисокот при сврвање на урината, потоа имаме зачестено уринирање, зачестено ноќно мокрење, чувство на недоиспразнетост, тоа е кога пациентот оди да мокри, се враќа и чувствува дека или по 10 минути повторно мора да оди да се доиспразни, кога имаме веќе заостаток и рест урина, тоа се се симптоми кои треба да го натераат пациентот да се јави на преглед. Затоа што и тука веќе сега имаме некоја бенигна хиперплазија, да кажеме, почетно зголемување на простата или простатит, но ова се заболувања кои може и понатаму медикаментозно да се водат или медикаментозно да се решат. Така да една поголема група на пациенти воопшто не значи дека мора да се подвргнат на оперативно лекување. А и денеска со терапијата, они секојаш тоа го поврзуваат, ако почнат терапија за простата или евентуално и хируршко решавање на проблемот, секојаш го поврзуваат дека понатаму ќе би имале еректилна дисфункција. Да. Па затоа им го продолжуваат тој период и го одлагаат доаѓањето на преглед кај уролог. Напротив, тоа воопшто не е така. Би прашал и околу генетиката и наследството кое што игра улога, во кои, да речеме, од овие, да кажам, инфекции и болести игра генетиката? Па видите, за инфекциите не би можел да кажам, нели, да, али нормално за сите други заболувања генетиката игра главна улога во целото ова. Нормално сега и начинот на живење, изложеност на загадувањата кои веќе ги спомнавме, исхраната, така да сето ова влијае
и текако на ова, но за генетиката секако би се сложил со Што тоа не мора секој пат да се припише дека не може да го промениме курсот на нештото, Сигурно, сигурно, да. Но сите знаеме нашите родители од што заболеле во што животот. заболеле и така, па секогаш треба да обрнеме внимание и на тоа, чекајте, ова го имавме кај мојот татко или кај мојот дедо, дајте, ако не друго, да се провери еднаш. Именно. Да. Некаде уште малку кон крајот. Еден од нашите испитаници во анкетата вели, дај Боже тоа да го доживееме сите, некоја убава длабока старост, кога вели јас сум вегетаријанец, не одам на преглед, нема зошто. Не знам тука дали тоа би го оправдале, нели, генерално, нели со оглед на тоа дека лајфстајлот негов, односно животната, да речеме, приказна кај него е дека, нели, не јаде, да речеме, месо, дека често си прави прошетки и така натаму, ама на тоа да се припише дека Не, тоа не можеме да го припишеме, тоа е само, мислам, баш една приказна и така здрав живот и ова. И нели даде податок пациентот дека има 90 години, никош не се јавил на лекар, но тоа е еден многу мал процент. И ми би рекол дека е баш конкретен пример, можеби дека така треба да го следиме тоа. Него затоа е ова добро, имаше и други соговорници тука во анкетата кои рекоа дека најмалку 2 пати годишно посетуваат уролог, конкретно да кажеме, но воедно и кај други за други прегледи, за други заболувања и така. Така да е многу битно тоа да еднаш си посети нормално интернист, кардиолог, веќе зборуваме за она трето доба и така, си посети уролог, така да видите и тоа е воопшто кај сите овие пациенти една добра едуцираност од страна на медиумите, доволно и ова сега да го слушнат, така да... И да иницираме, можеби, некој веднаш да го направи тој прв. Некаде кон крајот. На оваа тема сум разговарал и со млади момци, сме имале ситуации да бидеме вклучени во кампањи. Мора да признам дека ретко се случува. Не знам од која причина. Порнографијата е во неверојатен експоненцијален раст, диспрезирана на сите адреси во светот и практично луѓето некако често се задоволуваме, да речеме, со тоа што ќе седнеме во нашата дневна соба, ќе ги гледаме за жал тие содржини, а ретко говориме, нели, за истите работи и практично стануваме многу поасоцијални, особено младата популација. А да не забраваме дека стана збор за порнографијата, за еден бизнис во кој што се монетизира и не можеме да кажеме дека врши убава учество, да речеме, кај младите. И сега, би сакал да прашам околу влијанието на истото, околу порнографијата, особено кај младата популација, која што прави една социјалност и не грижа да може да се пронајде вистинскиот партнер во животот и така натаму, затоа што нели, го имаат својот компјутер и тие, за жал, видео порнографски приказни. И од друга страна, колку и како можеби да се навигира и менаџира само задоволувањето кај младите, кој што често, да речеме, како според анкетата е често присутно. Околу, да кажеме сега, околу порнографијата и ова, тоа е веќе малкуцка, се делува да се извитоперува умот кај младите. Што е вистина, што е реалност? Да, што е реално и ова. И они секојаш бараат она да се поистоветат со она која го гледаат таму. А таму, напротив, тоа не е така во стварниот живот. Тоа се платени актери исто. Точно. Тоа е монетизација. Добро кажавте, ова е да се монетизира таму, некој да добро заработи. А луѓето плаќаат при тоа постојано. А со ова многу лошо делуваат на сексуалниот живот? Да. Многу лошо делуваат. Така да многу е битно и кај младите ова, и тука би апелирал и за околу сексуалното образование, уште во средна школа, во времето на пубертет и така, да младиот човек правилно се усмери. Од тука потекнуваме сега, да кажеме, од целото ова, тука имаме веќе пореметување на многу други работи кои понатаму се случуваат.
Тука се имаме, да кажеме, како делува целото тоа, па на одредување околу повод, истополови, да кажеме, меѓутоа и отугување од десоциализација. Именно. Десоциализација. Помалку дружење. Секојаш, гледајќи низ ова, младите почнуваат да го идеализираат својот иден партнер. И такво нешто нема. И сега затоа они после тоа се случува да они се повлечат во животот и се осамат. И така да за ова воопшто мислам дека многу негативно влијае на самата порнографија врз популацијата. Доктор Горан, ми беше исклучително ви благодарам и вас на поканата, така да ви стојам на располагање во секое време. Ви благодарам што одстапивте од вашето работно време, се враќате на работа, ќе направиме редовни повторно утрински емисии во следнава година која што имаме. Ви благодарам. Во месецот на машко здравје со нашиот почитуван доктор Горан Јович, хирург-уролог, денес во нашата утринска на Телма.